Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден. Среќа и љубов во секој човек, за подобар свет во овој наш век. Дали сте се заинтересирале за подлабоки и суштински теми? Дали сте предпоставиле колку е важно како се храниме? Дали спортувате, пеете, танцувате? Дали се запрашувате како да си го направите животот посреќен? Дали сте ја започнале потрагата по себе си? Емисијата која ќе ви даде идеи и мотивација, која ќе ве разбуди и насочи по патот на вистинските вредности. Тоа е новото кул и младите веќе го живеат. Бидете своји, пронајдете се, следејќи ја новата емисија исполнета со среќа. Со љубов, Стефанија. Многу од ова е сон, никако не доаѓа. И ова недела како другите проаѓа. Не можам да дочекам, не. Со него поинакуе се посакувам тој да биде само мој и да сме заедно за секогаш едно, да трае овој миг, да трае овој сон, да не се разбудам, да биде само мој, јас се ќе направам. Кога со него сум јас, се е толку убаво и ништо друго не е важно, се ми е сеедно. Не можам да дочекам, не. Со него поинакуе се посакувам тој да биде само мој и да сме заедно за секогаш едно, да трае овој миг, да трае овој сон, да не се разбудам, да биде само мој, јас се ќе направам. Ног на небо звезди безброј, најсјајната е тој. Чувствувам, се повеќе знам ке е тој, само мој, ке направам јас се, да биде само мој и да сме заедно за секогаш едно, да трае овој миг, да трае овој сон, да не се разбудам, да биде само мој, ке направам јас се, да биде само мој и да сме заедно за секогаш едно, да трае овој сон, да не се разбудам, да биде само мој, јас се ќе направам.
Топол поздрав до вас, мои драги гледачи. Денес повторно ќе имаме емисија која ќе даде поддршка на спортот и ќе ви презентира една прекрасна тимска игра која нас, како македонски навивачи, ни е добро позната, а тоа е ракометот. Моја гостинка, која ќе ја симне маската на оваа сцена, е младата и талентирана ракометарка Викторија Мурговска. Викторија, добре ми дојде во мојата емисија. Се надевам дека ова што денес ќе го коментираме ќе можеме поблиску да го доближиме до нашите гледачи, односно твојата тема ракометот. Прво, добре те најдов и фала на поканата. Значи, чест ми е да бидам твој гостин. Ти гледав сите твои емисии и луѓето кои што се одбрани да бидат твои гости, значи представува едно големо задоволство. Ти благодарам за тоа што го кажуваш е всушност нешто кое инспирира. Сега, тие луѓе кои доаѓаат тука, сакам да инспирираат. Ти, според мене, инспирираш затоа што си млада личност која се бори за тоа што го сака и гледаш на најдобар можен начин да извлечеш најпозитивна страна од животот, односно да се фокусираш на позитивната страна. Сакам да започнеме со тебе. Која е всушност Викторија? Како ќе се опишеш ти самата себе? Вака, прво благодарам на убавите зборови. И морам да бидам искрена и да ти признам дека ти ги гледав сите емисии и првото прашање го запамтив и баш се мислев дома, што ќе кажам кога ќе ме праша опиши се со своји зборови, тоа ми е многу тешко, искрено, меѓутоа одбрав ете неколку зборови. Прво, многу емотивна личност, толерантна, амбициозна и морам да спомнам дека сум една несмасна личност. Хај. Така би се опишала себе си. Благодарам што мислиш дека можам да бидам личност која ќе инспирира други луѓе и тоа е моето мото или мојата филозофија во животот, дека секој треба да следи некој што мисли дека е подобар од него во било кој аспект. Значи, од секогаш и од мала сум имала своји идоли кои што сум ги следела, значи, нивните однесувања, нивните успеси и секогаш сум се трудела да бидам како нив. Ова прашање е прво секогаш затоа што кога ќе те прашаат која си ти, всушност ти најдобро знаеш да кажеш која си. Тоа што луѓето потоа те доживуваат на некаков начин, тоа е веќе вториот план, но многу е важно ти да знаеш кој си, што сакаш да правиш. Како се одвива твој еден нормален ден, објасни ми, што правиш ти во денот? Вака, значи, еден обичен ден, кога ќе станам, значи, нормално доручкувам, пијам вода, правам листа на обврски во тој ден, си запишувам. Значи, секој ден сакам да го поминам, значи дел од денот сакам да поминам нормално со семејството и сето тоа оди според некој план. Нормално секој ден имам тренинг, или тренирам деца, или имам индивидуален сопствен тренинг, така што тоа така изгледа еден обичен секојдневен ден за мене. Ќе те замолам да ми го објасниш твојот начин на исхрана, затоа што нели завзедовме малку обратен ред на прашањата, пред да објасниме што се ти правиш. Сакам да ми доближиш поблиску како изгледа твојот начин на исхрана прво. Резултатите во спортот најмногу зависат од тоа како еден спортист се храни. Тоа го сватив можеби малку подоцна, некога бев мала, меѓутоа сега се повеќе се потенцира и се значи здравата исхрана и спортистите се водат според тоа. Се трудам да јадам, значи, што повеќе зеленчук и овошје. Нормално пред тренинг внесувам јаглехидрати, после тренинг внесувам протеини. Морам да ти признам дека сум голем фан на чоколадо. Да, меѓутоа пробам да го исконтролирам тоа, затоа што нормално штети на
на секој тренинг или на надпревар, така што си викам, Винда, сега мора да скратиш. Ама во секој случај доминира здравата храна во секој случај. Да, секако. Да. Па можеш да ми објасниш веќе што всушност ти правиш постапно во твојот живот? Како тргна работите? Затоа што ти започна со гимнастиката, како што спомена и самата. Така да објасни ми го целиот твој редослед на случувања се до сега во врска со спортот секако. Вака, значи на 5 годишна возраст започнав да тренирам гимнастика и една година беше така малце рекреативно да речеме, започнав да тренирам покрај мојата сестра, таа имаше тогаш 7 години и како многу талентирана веднаш започна по надпревари, а јас бев се уште мала, меѓутоа бев присутна на секој, буквално секој тренинг. Па понатаму, како што нормално како што се развивав, започнав да одам и на надпревари. Бев државен првак во помлади пионерки и помлади јуниорки. Тренирав 8 години гимнастика, значи до мојата 13-та година. Потоа, значи, љубовта кон спортот ја пренасочив кон ракометот. Се извинувам, морам да те прекинам. Сакам да им споменеме на нашите гледачи како изгледа всушност тие твои настапи, затоа што јас сум сведок како малечка, значи исто така, јас бев малечка тој период, на модните ревии кои ги организираше мојата мајка Анастасија, креаторката Анастасија Зулевска. Ти со сестра ти сега и Кристина учествувавте на тие ревии и правевте многу интересно шоу. Спомени ми за тоа што всушност правевте ви околу со гимнастиката, затоа што освен гимнастика вие правевте и други нешта како перформанси, како што знам. Да. Значи додека трениравме гимнастика, исто така нели бевме и манекенки во модната студија Анастасија. На настапите како манекенки имавме перформанси, значи со музика, кореографија, гимнастички елементи кои што имаат голем ефект на ревиите. И се надевам дека ќе пронајдеме некоја снимка, ако не успееме, слика ќе видиме. Да. Исто така, значи одевме и на надпревар Мис Фитнес. Јас сум државен првак и во Мис Фитнес. Исто така, значи, со кореографија, потоа гимнастички делови, па малце фитнес делови. Меѓутоа, гимнастиката беше основата и потоа, нели, се беше многу полесно понатаму. Знаеш, на партер, значи, целата кореографија на гимнастиката е сепак и со танцување, па гимнастички делови. Многу се близко гимнастиката и танцот. Да. Сама ли ги измислуваше кореографиите или имаше помош од тогашниот тренер? Да, нашиот тренер најчесто, значи, ги измислуваше тие кореографии, меѓутоа секоја гимнастичарка сака да вметни некој свој елемент, да се испрцка малку. Да, битолска работа. И мислам дека бев добра. Дека бев добра во тоа. Одлично. И како настана таа промена од гимнастика на ракомет? Вака, во гимнастика, во репрезентацијата, значи и во клубот во Битола бев највисока. Највисока гимнастичарка. Да. Тогаш во салата, значи, за гимнастика имаше и теретана која што ја посетува од школата на Билјана Чурлевска, значи доаѓаа ракометарки и тренираја за снага. Значи на неколку тренизи Билјана ме сретна и ми кажа: ти си родена за ракометарка, не си за гимнастичарка, ти си ракометарка. Тие зборови ме натераа, значи, да одам на еден ракометен тренинг и значи од тогаш не престанав. Да. Многу лесно се премисли. Не, тешко беше, навистина беше тешко затоа што се различни спортови. Меѓутоа, јас сум личност која што сака нови предизвици и кога веќе, значи, бев државен првак, секако одев и на надпревари, на европски и на балкански надпревари, меѓутоа некако моите
моите желби и предизвици се пренасочија во ракометот. Баш затоа што мислам дека кога ќе гледав ракомет на телевизија, го гледав дерењето после гол, па тимската игра. Во гимнастиката тоа го немавме. Одев на надпревар, значи сама за себе, нели индивидуално. Се е тишина, после одредена вежба не можеш така. Да, адреналинот буквално, да. Па да, има голема разлика. Тука беше самостално, а тука имаш веќе тимска игра. Индивидуална и тимска и некако тоа ме привлече. Како што подразбирам, вака под сите овие нешта кои ми ги кажа, сваќам дека ти всушност многу добро си се изградила како спортист, затоа што кога работиш сам на себе и потоа влегуваш во тим, веќе создаваш еден свој тип на карактер. Да. Кај некои тоа представува проблем. Значи, од индивидуален спорт, кога ќе преминат во тимски, па може би се малку себични, но мислам дека тоа не беше случај, не е случај кај мене, затоа што од секогаш повеќе сум играла за другите отколку за себе, затоа играв центар или плеймейкер, нели? Јасно. Кажи ми, колку е важно образованието за спортистите? Многу. Значи, имав тренер кој на гимнастика ни викаше нема да ве примам на тренинг ако не ви се сите петки. Да. Уште тогаш, значи, не тераа, буквално не тераа наставниците да учиме и да се посветиме и на образованието, затоа што образованието сепак е клучно како една личност ќе се изгради. Јасно. Сега во овој период зборам за повисоко образование? Истото, значи, истото важи и го мислам и за високото образование. Имам завршен оперативен менеджмент на Бизнес академија Смилевски и исто така, значи, треба уште да ја одбрана дипломската на педагошкиот факултет. Меѓутоа, и мислам дека сум еден пример кој што го потврдува тоа дека навистина образованието помага и му помага на спортистите, но и дека не важат оправдувањата дека имам за учење па не можам да дојдам на тренинг, па или исто така и на родителите, како и на спортистите. Значи секогаш она што го сакаш и што ќе го наумиш може да се оствари. Доста активна на сите полиња, како што разбираме. И прекрасно, тоа всушност те исполнува на некаков начин. Кажи ми ја приказната за Данска. Ти што туку си вратена од Данска? Да, се вратив пред еден месец. Пак ќе се навратам на детството. Кога бев мала и кога започнав да тренирам ракомет, гледав ракомет на телевизија и некако баш Данска ми остана во умот дека сакам еден ден да играм таму. Уште тогаш, значи имав 14 години. Колку значи вистинската желба? Да, вистинската желба и сонот. Започнав во Битола, па потоа сменив неколку клубови, меѓутоа сакав еден ден тој сон да го остварам и цел труд и напор што го вложував беа за еден ден да пробам да играм дански ракомет, да играм таму, да ги доживеам нивните емоции кои што се сепак многу поразлични од нашите тука. И тоа и ми се оствари. И кој е твојот заклучок? Како ја гледаш Данска во споредба со тоа што се случува тука? Можам да кажам дека мојот сон се исполни, значи се вратив со полна душа. Меѓутоа, секој успех кој што го постигнав таму немав со кој да го споделам и многу е тешко кога човек ќе замени сам. Така што се одлучив да се вратам. И моето искуство и љубов кон ракометот сега понатаму да ја пренесувам на помалите. Прекрасно, Вики. Што мислиш за луѓето кои заминуваат? Дали е време да се враќаат назад или е подобро да видат како е и што се случува надвор? Вака, имам поделени мислења, значи за тоа што ја заминав со цел да го остварам сонот. Така, од мала ми беше желба да заминам во Данска и да го остварам сонот. Од таа причина
луѓе што заминуваат за да постигнат нешто што го планирале или работеле на тоа, значи ги оправдувам, меѓутоа не сите кои што заминуваат без никаква цел. Колку да видат што има таму. Да. Па добро, и тоа е дел од процесот за да се соочат со вистината, ете така, да. Да се соочат со вистината, може и малце самотијата, да осетат, да почувствуваат носталгија и пак да се вратат. Во превод да се пронајдат самите себе си, потоа да си одлучат каде е местото за живот. Да. Што сакаш да промениш во ракометот? Која е твојата гледна точка воопшто кон спортот, кон ракометот како спорт и што сметаш дека треба веќе да се превземи? Затоа што веќе ние сме некоја генерација која помина низ различни перипети и многу случувања и сметам дека можеби е време да започнеме со промени, тоест промените да започнат од нас, од младите сега. Да. Ако зборуваме за конкретно за македонскиот ракомет, има многу работи што треба да се променат. Што би направила ти? Како за почеток? Веќе почнав да работам со млади и со помали. Пробвам да ги натерам да ја почувствуваат прво емоцијата и љубовта и да доаѓаат на тренинг со желба и со жар. Тоа не може кај некој насила да се направи, меѓутоа кај некој што е потиснато, пробувам да се разбуди љубовта. Ете така, да се разбуди љубовта. Во играта, значи, балканскиот ракомет е многу поразличен од скандинавскиот. Треба да се започнат многу промени за да можеме да имаме повеќе успехи на европско и на светско ниво и така натаму. Меѓутоа, што би променила малку, би сакала да биде играта малку пофер, ете така да кажам. Во самата игра или во тоа што стои зад играта, сметаш? И во играта, и во тоа што стои зад играта, значи секој со чисто срце да влегува, значи во спортот, затоа што спортот треба да го играш буквално со срце. Точно така и во многу ситуации, тоест во многу надпревари ги има тие местени работи и веќе можеби е време тоа да се променува. Да. Сега, значи... Колкав е процентот на местени утакмици во ракометот? Многу. Не само во ракометот, во спортот воопшто сега. Да. А со тоа материјалната добивка може би преголема, меѓутоа се губи смислата на спортот. Да, загубата е огромна. Јасно. Која е твојата порака до младите првобитолчани и пред се македонци кои секако живеат тука и кои всушност треба допрва да се пронаоѓаат? Која е твојата порака? Што си сватила ти всушност и што сакаш да им кажеш? Мојата порака до сите луѓе е дека треба да имаат свој сон, дека треба да имаат своји цели во животот и да работат напорно за да ги остварат. Меѓутоа не преку прегазување на морал или на некој друг. Тука целта не ги оправдува средствата. Меѓутоа, да, сонот мислам дека е најбитен за еден човек, така што им препорачувам сите да сонуваат, затоа што еден ден тоа може да стане реалност. Прекрасно, Вики. Се надевам дека повторно со оваа емисија разбудивме уште некој заспан кој секако треба да си ги бара своите соништа затоа што можеби се уште не ги пронашол. Во секој случај, заклучокот наш е дека ракометот е тимска игра која треба да се свати како љубов и соработка помеѓу играчите и дека треба веќе да се време е за промени во односот кон спортот, затоа што можеби сме на некој начин и изморени од тоа што се случувало досега. Така да можеби ние со овие разговори ќе пробудеме многу од овие теми. Па, за да се заблагодарам, секако, имаш еден подарок. Ала? Ретроперспектива. Ала? Песни кои ги пеам во текот на овие емисии
и мојот прв албум, односно еден остварен сон, мој сон кој се надевам дека ќе инспирира понатаму млади генерации. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето. Фала и тебе. Дали доволно им обрнуваме внимание на благодетите кои ни ги дава природата? Како всушност правилно да го конзумираме овошјето? Најдобро е да се конзумира наутро, како прв оброк во денот, и тоа да биде сочна овошка, како цитрон, портокал, јаболко, праска, а сувите овошја не се конзумираат наутро. Овошниот оброк секогаш треба да биде на празен желудник и никогаш во комбинација со друг тип на намирници, особено не со животински намирници. Овошјето нека биде единствен оброк во текот на првиот дел од денот, онолку колку што ни е потребно зависно од моменталната состојба, зголемена психичка или физичка работа, односно се конзумира во тоа време кога сме гладни. Свежите цедени сокови се уште подобар избор, идеален начин за целосна апсорбција на сите хранливи материи кои ги содржи плодот, но треба да се обрне внимание да се конзумираат веднаш, за да се избегне нивна оксидација. Нивната апсорбција започнува уште во устната шуплина. Не е добро да конзумираме купечки сокови, тие се консервирани, не ја поседуваат хранливата моќ. Бидејќи овошјето е брзо сварливо, телото веднаш е снабдено со енергија и брзо ги изфрла токсините. До пладне да не практикуваме да конзумираме напитоци, како што се кафето, какаото, особено не алкохол, затоа што тие го попречуваат овошјето соодветно да биде прифатено од страна на нашиот организам, а со јадењето на овошје ќе ја добиеме сета потребна енергија за секојдневните активности. Нема да ни е потребен дополнителен стимул. Во моменти кога имаме желудочни киселини при конзумирање на овошје, тоа е знак дека органите за варење страдаат од несоодветна исхрана, прејаденост и прекиселост на организмот. Препорака на нашата нутриционистка е најпрво неколку денови да ја средиме исхраната, неколку дена телото да пости, за потоа да можеме да направиме конзумација на овошје. Се сведува до нашите навики. Ние ги создаваме нив, а потоа тие владеат со нас. Епа, Вики, јас сега сум на твој терен. Ке имаме шанса да ми ги кажеш некои основни елементи од ракометот. И сакам да започнеме, ајде, од почеток. Што е најосновно во ракометот, кажи? Вака, значи, ракометот е тимска игра. Има 7 играчи во секој тим и поентата е да се постигнат повеќе голови. Значи, едниот тим да постигне повеќе голови. Основните елементи во ракометот се пред се додавање и примање на топка, понатаму движењето на телото во одбрана, фаули во одбрана, понатаму финта, значи за да се надигра одбраната, играчите мора да бидат спремни да научат да прават финта на една или на друга страна. Во кратки црти, тоа е што можам да го кажам теоретски. Кажи ми, колку време треба да вежба еден ракометар или ракометарка, за да може да се каже дека ќе започне да тренира професионално? Вака, значи, пред се зависи од самата личност, колку е упорна, колку е талентирана, меѓутоа, ете јас ќе кажам за мене, значи тренирав некаде 4 до 5 години за да почнам професионално да играм. Значи започнав во школа, па понатаму се оди во клуб, па од еден во друг, меѓутоа сепак најмногу зависи од детето, да кажеме, ако почне како мало.
Како го водиш ти твојот тренинг? Мислам, како започнуваш? Што се случува во текот на еден тренинг, објасни ми целосно. Значи, еден ракометен тренинг секако започнува со загревање, како и во секој спорт. Загревањето може да биде индивидуално, може да биде со некаква игра, значи кај деца најчесто се практикуваат игри. Понатаму, значи, загревање со топка, па загревање на голман и на крај има, зависи каков е тренингот, дали се потенцира одбраната на тренингот или нападот, се вежба одбрана или напад, па на крај истегнување секако. Истегнувањето значи го правите? Да. Затоа што мене ми е омилено, секогаш кога воопшто се спомнува спорт, јас ми викам тегнете се сите, затоа што има многу пропусти. Ако не се тегнат, имам забележано спортистите дека имаат проблеми воопшто во перформансите. Тоа е точно, значи истегнувањето е еден од најбитните делови на тренингот. Доколку, значи, мускулите не се вратат во првобитната состојба, настануваат воспаление на мускулите, па понатаму и повреди, така што е многу важен дел и го практикувам секој тренинг. Што всушност правиш ти пред тренингот? Во смисла, дали со децата, ајде ќе започнеме со децата затоа што моментално поактивно работиш, ги подготвуваш психички за воопшто за смислата на самиот ракомет? Вака, значи со децата, така, со малите деца започнав пред скоро време. Тие се уште значи се запознаваат со ракометот, со топката, меѓутоа настојувам преку родителите да им пренесам што се треба да прават за понатаму, значи и попрофесионално и поактивно да се занимаваат со ракометот, почнувајќи од исхрана, па понатаму одмор. Инаку лично за мене, значи пред тренинг сакам да сум одморена нормално, да бидам доволно хидрирана, пијам многу вода, да добро се хранам нели пред тренинг и тоа е тоа. Значи, ракометот не е игра во која што еден ја има главната улога. Така имаме стрелци во тимот, имаме оние кои прават асистенции, имаме играчи кои што се феноменални во одбран, имаме играчи кои што се феноменални и брзи во контра, полуконтра, значи затоа го сакам ракометот толку многу. Секој може да си најди некаква улога, секој може да се чувствува како дел од тимот. Исто така многу битна е
емоцијата меѓу играчите и пријателствата кои што настануваат. Многу е различно пријателството меѓу две другарки и меѓу две другарки кои што се соиграчи. Значи, поинакви се спомените, поинакви се доживувањата, заедно, значи, сте во успех, во пораз. Мислам дека баш тоа е за егоистите во ракометот. Така, значи, како што веќе спомнав, во ракометот е тимска игра. Некои оние што не знаат ракомет мислат дека тој што дава најмногу голови тој е најдобриот. Меѓутоа не е така. Значи, треба да се ценат асистенциите, како што кажав, и секој подеднакво е дел од тимот, без разлика кој колку голови ќе даде. Да ја почувствуваме вибрацијата која ни ја праќа природата. Да се конектираме со спектарот од бои кои ни ги нуди и да ги исполниме нашите очи со зелениот спокој. Да се сконцентрираме на шумот кој го предизвикува ветерот и жуборот во својот тек кој реката го создава. Да ги слушнеме птиците кои неуморно создаваат мелодии. Синилото на небото нека ни биде водилка на слободната мисла. Да го погледнеме сонцето и да му дозволиме да не исполни со бескрајна среќа. Да се подсетиме на едноставните нешта и да ја смириме нашата душа, огледувајќи се на мирот кој природата го создава. Да се подсетиме на едноставните нешта, за да се пренесеме во универзумот, за да се напиеме од изворот на чистата љубов. Но клуво доба е сон, никако не доаѓа. И ова недела како другите проаѓа. Не можам да дочекам, не. Со него поинаку е, се посакувам тој да биде само мој и да сме заедно за секогаш едно, да трае овој миг, да трае овој сон, да не се разбудам, да биде само мој, јас се ќе направам.
Честите прошетки во природа, спортувањето и поголемата конекција со неа можат да ни направат огромен психофизички баланс. Па што мислите? Зар не е подобро да ја следиме светлината и да се насочиме кон позитивната страна на животот? До следното видување. Со љубов, вашата Стефанија. Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа ја